ВМРО-ДПМН нема да го поддржи предлог законот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион. На денешната расправа на Собраниската комисија за култура, опозицијата најави дека нема да застане зад предлогот, поради како што тврди, низа нелогичности и контроверзи во текстот. Најголемите забелешки се однесуваат на Советот што допрва треба да се формира и кој ќе има клучната улога во промените со кои треба да се заштити овој регион. Опозицијата прашува зошто се предложени нееднакви критериуми за избор на членови на Советот. Ако, например, представникот кој што треба да го предложи владата на Република Македонија треба да има искуство во управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, представникот, например, на Министерството за животна средина треба да биде од редот на истакнати научни и стручни работници од областа на заштитата и да има стручно звање доктор на науки и 10 годишно работно искуство, исто како и представникот од Министерството за култура, но представникот на Министерството, например, за политички систем и односи меѓу заедниците не треба да ги исполнува овие критериуми. И зошто е тоа така? За опозицијските пратеници спорен е и ставот 15 од членот 8, со кој се регулира начинот на кој Советот би требал да ги носи одлуките. Советот за Охридскиот регион одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за Охридскиот регион, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Советот за Охридскиот регион кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, се вели во спорниот член. Ова нема апсолутно никаква врска со стручноста на луѓето, ова е позитивна дискриминација и е дискриминација за членовите на Советот без разлика на која етничка припадност припаѓаат. Што е проблемот овде? Како ќе очекуваме, например, било која од одлуките да биде донесена ако ние на ваков начин го концепираме гласањето во овој Совет? Дали сега на сите ви е јасно, особено на пошироката јавност, зошто ние тврдиме дека ова тело нема да донесе ниту една одлука за да се урне, например, објектот на Нефи Усеини во центарот на Охрид, кој што гледаме дека е и застаклен, конечно, вчера или денес, не знам. И зошто нема да се донесе ниту една одлука за рушење на било која од дивоградбите во Струга? Според опозицијата, единствено што ќе се реши со овие законски измени е тоа што градоначалниците на Охрид и Струга, Константин Георгиевски и Рамиз Мерко, ќе добијат алиби и ќе се вадат на одлуките кои ќе ги носи идниот Совет за управување со Охридскиот регион. Тие најавија и дека за предстојните дискусии сигурно ќе поднесат и голем број амандмани поради овие спорни точки. Минатата седмица, земјава од УНЕСКО доби уште една шанса за Охрид да го задржи статусот на заштитено природно и културно подрачје. До февруари до година треба да поднесе извештај за преземените мерки, врз основа на кој УНЕСКО идниот јуни конечно ќе реши дали Охрид останува под нивната капа или не.